Просечната плата во земјава наместо да расте се намалува. Граѓаните земаат помалку пари за околу 100 денари во споредба со претходниот месец, покажува последниот извештај на државната статистика. Просечната исплатена нето плата по вработен во јули е 25.104 денари, а за јуни таа изнесува 25.205 денари. И додека платите според статистика бележат благ пад, граѓаните револтирани зашто и со сегашните примања не може да го дотуркаат месецот. Тие пред камерата на Алфа се пожалија дека не било фер владата да се фали дека платите растат, а во пракса тие да се намалуваат. Тешко. Ниски се платите. Ниски плати нормално. 12.000 до сега беше, сега вика покачено, ево, она ништо. Ама статистиката не го вика тоа. Статистиката си вика сосем друго. Значи, не стига. Ќе штедиш, ќе стискаш, ќе се откажеш од се и не можеме се да се приуштиме се. Кој има ќе си купува, кој не. Тоа е. Велат ги покачиле платите, ама тоа во пракса не се чувствува некако. Не. Не се издржува. Па не се издржува. Има моменти че не се издржува. Се огласи вице-премиерот Кочо Андјушев, вели дека растот на платата се должел на растот на индустријата, иако градежништвото според статистика бележи благ пат од 2,8%. Тој расте, не е можен без растот на индустријата, бидејќи ако немате раст во индустријата, не можете да направите и реален раст и на платите. Цениме дека тоа е важно и за државата, важно е од една позиција да одржиме, значи, одржлив раст на економијата и задржување на младите луѓе во нашата држава. Намалување на просечната месечна плата во однос на претходниот месец е забележано во секторите финансиски дејности и дејности на осигурување, рударство и вадење на камен, како и во секторот градежништво. Благ раст има ке здравствената и социјалната заштита, како и во секторот транспорт и складирање. Колку за подсетување, премиерот во предизборието ветуваше зголемување на просечната плата до 500 евра. Граѓаните се свесни дека до таа бројка тешко дека ќе се дојде, што според нив било само уште едно од празните ветувања.